Граѓани на Кочани од 15 февруари ќе почнат со секојдневни двочасовни протести пред влезот на компанијата Paper Mill поради загадувањето на воздухот од фабричкиот оџак. Иницијативата потекнала од семејствата кои живеат во близина на фабриката, но подршка и најава за вклучување во протестите има и од други жители на градот, па и пошироко. Од иницијативниот одбор на протестот истакнуваат дека се работи за чиста граѓанска активност, без вклучување на здруженија или политички субјекти. Граѓаните сакаат да го свртат вниманието и на пошироката јавност и на надлежните државни и локални органи, дека проблемот со чадот од оџакот на фабриката за хартија во Кочани не е решен, без разлика што со години се укажува на тоа. Протестот ќе биде уредно пријавен кај надлежните органи, а упатен е повик до граѓаните да се придружат за конечно да се стави крај на загадувањето од фабриката. При тоа се апелира до институциите да ја вршат работата за која се платени и да ги заштитат граѓаните од несовесното работење на Paper Mill. Блокадите на влезот во фабриката ќе се реализираат во периодот од 16 до 18 часот, а доколку нема реакции од надлежните, граѓаните најавуваат протест од пошироки размери со помасовно учество. Граѓанските реакции во изминатите неколку години придонесоа за зачестени контроли во Paper Mill и вградување дополнителен филтер во оџакот. При последниот инспекцијски надзор, што минатото лето го направи Државниот инспекторат за животна средина, на фабриката и беше даден рок за сведување на емисиите на штетни честички во воздухот во рамки на законските вредности. Полициски службеници на Министерството за внатрешни работи заедно со инспектори од Државниот пазарен инспекторат, од Државниот инспекторат за труд и управата за јавни приходи те извршиле засилена акцијска контрола во угостителски објекти на подрачјето на Кочани. При тоа се контролирале прекрашување на законските одредби од Законот за заштита на населението од заразни болести, Законот за угостителска дејност, како и Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. Од Министерството излегоа со информација во врска со направената контрола и со затекнатата состојба на терен. Откриени се 39 лица кои биле во угостителските објекти без поседување на ковид сертификат, а кај 2 лица откриени се лажни ковид сертификати. Затекнати се и 26 малолетници по полнок, значи по 00 часот, евидентирани се прекршоци по основ на Законот за пушење, а во еден случај и согласно Законот за оружје, бидејќи кај еден малолетник бил пронајден нож. Воедно, 3 угостителски објекти се затворени, односно запечатени од страна на Државниот пазарен инспекторат, поради евидентирани 3 кривични дела, 2 по член 378 фалсификување исправа и 1 по член 204 точење алкохол на малолетно лице, а регистрирани се и 36 прекршоци по разни основи од доменот на работа на Државниот пазарен инспекторат, Државниот трудов инспекторат и управата за јавни приходи. Од страна на полициските службеници биле евидентирани 39 прекршоци по основ на Законот за заштита на населението од заразни болести, а 43 прекршоци по основ на Законот за прекршоци против јавниот ред и мир. По основ на Законот за лична карта биле регистрирани 3 прекршоци, а 31 лице затекнато во угостителските објекти било приведено во полиција. По неколку месечен застој, конечно ќе продолжат градежните активности за втората коловозна лента на булеварот Стево Теодосиевски. Од локалната самоуправа на Кочани испратија и писмено известување до јавноста во врска со привремените измени во сообраќајот на овој дел од градот. Во известувањето стои дека поради изведба на градежни активности на улицата Стево Теодосиевски, поранешна Ленинова, в среда на 16 февруари, возачите не треба да ги паркираат возилата на потегот од крстосницата кај двојниот мост до спојот на улицата Стево Теодосиевски со кракот на улицата Глигор Апостолов Гочо. Реконструкцијата и проширувањето на оваа важна транспортна врска во Кочани, која со децении беше тесно сообраќајно грло, почна пред околу 2 години со експроприација и отстранување на дотрајните објекти. Директните градежни работи на улицата почнаа лани во јули, но по локалните избори имаше извесен застој. Предстои рушење и на дел од куќите од спротивната страна на улицата, што не беше досега реализирано. За комплетирање на целиот инфраструктурен проект со кој се очекува значително да се подобри протокот на сообраќај во централното градско подрачје, наменети се околу 10 милиони и 550 илјади денари, средства од општинскиот буџет.
Во сообраќајното решение е вклучена и изградба на 2 нови кружни тека, кај двојниот мост и кај агенцијата Велјан. Во просториите на Општинската библиотека Искра се чествуваше празникот посветен на заштитникот на лозарите Свети Трифун, како и на влюбените Свети Валентин. Активноста се спроведе во соработка со литературниот клуб Копнеш, чии членови се представија со пригодни творби во чест на празникот. На самото литературно читање учествуваат членовите на литературниот клуб Копнеш, значи со своји творби учествуваат. Покрај поезијата има проза, има афоризми, има карикатури, значи традиционално ние го тоа спроведуваме и на некој начин доаѓа дека овој датум е поидовен за нашите програмски активности што ги имаме зацртано за календарските години, па и оваа година. Со чествувањето на празникот, библиотеката Искра ги почнува активностите од годишната програма за работа. При тоа беше најавено дека во најскоро време ќе се реализираат уште неколку настани, а литературниот клуб Копнеш ги започнува и подготовките за одржување на поетскиот фестивал Мајски цвет, што и годинава ќе има регионален карактер. По повод празниците Свети Трифун и Свети Валентин, во изминатите 2 дена во Кочани се одржа хуманитарен настан. Организатор беше хуманитарниот активист Тоши Илиев, по чија иницијатива во трговскиот центар беше поставен продажен штанд за собирање донации. Може од мене Тошки да поведе. Како и секоја година, така и оваа по повод Свети Валентин и Свети Трифун, сме хумани и сме овде присутни во трговскиот центар со штанд, продажен штанд кој е во организација на Славица Димитрова и средствата од собраните средства ќе бидат за неја, за нејното лекување во Русија. Ние како и секојаш сме овде да ја помогнеме, да бидеме дел од овој настан, да ја овозможеме со наша помош и со помош на граѓаните да ја оствари целта и да ја победи болеста. Илиев и досега организираше поголем број активности за собирање донации, а меѓу нив и хуманитарниот концерт по патеките на Тоше, што во претходните 8 години се одржуваше по повод роденденот на Тоше Проески. Со тоа се овозможуваше собирање финансиски средства за помош на граѓани кои имаат потреба за лекување во земјата и странство. Меѓутоа, минатата и оваа година поради ковид пандемијата, овој настан беше откажан. По обновувањето на активностите во боречкиот клуб Спартак дојдоа и првите резултати. Златен и сребрен медал освоија младите борачи на клубот на државното првенство во слободен стил за момчиња и девојчиња до 23 годишна возраст, што се одржа во Штип во организација на Боречката федерација на Македонија и боречкиот клуб Балканец. Во силна конкуренција, кочанските борачи освоија златен медал во женска и сребрен медал во машка конкуренција. Освен тоа, кочанските борачи имаа и пласман на 5-то и 6-то место, со што клубот се најде на 3-то место во екипна конкуренција. Марија Христова во категорија до 53 килограми беше прва, а Леон Трајанов во категоријата до 86 килограми освои второ место. Дејан Митев пак стигна до 5-тото, а Јаким Акимов до 6-тото место. Со новите успеси на борачите на Спартак се потврдија постигањата што пред 2 седмици беа направени на изборното првенство во борење за мажи и жени, јуниори и јуниорки до 20 годишна возраст, што се одржа во Прилеп. Екипата на Осогово со пораз ја заврши серијата пријателски контролни надпревари пред почетокот на пролетната сезона во втората македонска фудбалска лига Исток. Во неделата во Кратово, жолто-сините се сретнаа со Силекс и претрпеа пораз од 3:0. Домашниот тим, кој во есенската сезона е лидер на втората лига Запад,
Во текот на целата средба ја имал иницијативата и бил далеку подобар противник од кочанскиот второлигаш. Потврда за тоа е што уште во првото полувреме Силекс дошол во водство од 2:0. Нападите кон голот на гостите продолжили и во вториот дел кога е поставен и крајниот резултат, иако кратовчани имале уште неколку сериозни шанси да го зголемат водството. Осогово се представило во бледо издание, без поорганизирани акции на теренот, со што во прашање доаѓа компактноста и подготвеноста на екипата на неполна недела пред почетокот на пролетната сезона. И покрај играчките засилувања што беа направени во преодниот период, стручниот штаб на клубот и играчите ги очекуваат сериозни предизвици за задржување на второлигашкиот статус. Првата проверка ќе биде овој викенд на стадионот Никола Мантов. Во првото пролетно коло ќе гостува Струмичка Беласица, која на крајот од есенската сезона се најде на 4-то место на табелата.